почитувани директори, почитувани присутни, почитувани представници на медиумите. Ова е една од многу значајни, интересни теми, посебно за услови во кои што ние се наоѓаме, заради тоа што одговорноста на едно општество меѓу другото се манифестира и во неговата подготвеност да ги предвиди, односно да предупреди, да се подготви за сите оние потенцијални предизвици, закани, што можат во некоја предпоставена идна ситуација реално да се појават како сериозни проблеми на секоја една општествена заедница. При тоа, целта е преку соодветно изграден нормативно и институционален концепт да се воспостави оперативно-технички и структурно-организационен систем од механизми способни практично, координирано и благовремено да бидат ставени во функција на превенција, на рано предупредување, прв одговор, заштита и спасување на човечките животи и материјалните добра и санација. Или поинаку кажано, во функција на намалување, минимизирање на сите видови на ризици од несреќи и катастрофи. И дополнително, но не и помалку важно, тргнувајќи од принципите на колективната, заедничката безбедност и соработка, вклучително и во овој сегмент на намалување на ризиците од несреќи и катастрофи, ние сме обврзани на почитување и имплементирање на заедничките стандарди во сите домени на едно вакво делување. Во изминатиот период, владата на Република Северна Македонија во контекст на оваа проблематика постави јасни насоки, почнувајќи од нужноста за законско нормирање на критичната инфраструктура, анализа на поставеноста и действувањето на целокупниот систем за кризи и имплементацијата на националната платформа за намалување на ризици од несреќи и катастрофи, која тргнувајќи од сите општествени детерминанти и специфики, ќе ги идентификува постојните, но и потребните идни капацитети, како и нормите и механизмите за креирање и воспоставување на практична регулаторна рамка, според која што сите надлежни институции ќе можат квалитетно и ефикасно да одговорат на било какви задачи и предизвици. Од првичната иницијатива на владата во април минатата година, до сега веќе можеме да констатираме дека ги имаме оние основни контури на ревидирана национална платформа како стратешки документ со кој што сакаме да изградиме еден ефикасен и ефективен меѓуинституционален интегриран систем за заштита и спасување. А при тоа имајќи и во предвид меѓународните стратегии, рамките усвоени од Обединетите нации, Хјого рамката за акција и особено Сендај рамката за акција, која што пак всушност представува основата за дефинирање на целните приоритети. Иако после повеќе месечна интензивна работа на представници на сите одговорни инволвирани институции, денес веќе имаме ревидирана националната платформа, особено заради сериозност и огромното значење на темата по општеството и по граѓаните, за нас и како влада и како државни институции од есенцијална важност е изработка на националната платформа да се одвива преку максимална инклузивност, односно процес во кој што треба да биде вклучена јавноста, особено експертите, стручните луѓе од области важни за различни подрачја опфатени во националната платформа. Впрочем, целта на овој денешен настан, односно оваа трибина, е токму тоа. Своевидна евалуација на досега сработеното, но и можност да се слушнат нови забелешки, да имаме нови идеи, нови предлози, се во интерес на изработка на документ, што согласно нашите предиспозиции, околности, капацитети, максимално ќе ги задоволи потребите на нашето општество и на граѓаните. Може би наведом оваа тема се добива впечаток дека станува збор за некоја формална или бирократска обврска или задоволување на некои општи глобални трендови и слично, но во суштина тоа не е така. Нема поголем приоритет од потребата на општеството, на институциите на системот, особено сите оние што во услови на природни или други несреќи и катастрофи се законски обврзани да делуваат, да бидат подготвени, технички, материјално, организационо, плански, секогаш и секаде да действуваат. И не само тие, туку и сите оние државни, локални или други правни субјекти, кои што може да бидат важни делчиња во големиот мозаик,
во услови на ефикасно справување со несреќите и превенциите на нивните уште поголеми последици. Ниту едно модерно општество денес не си го дозволува луксузот ваквите прашања, односно потребата од имање и развивање на систем за намалување на ризиците од несреќи и катастрофи, да има некое третостепено значење. Особено во контекст на сето она што самите го гледаме низ светот денес, почнувајќи од непредвидливите глобални климатски промени, па се до динамични глобални политички, економски, социјални или цивилизацијски противречности. Од секогаш сум бил убеден дека држава, односно нејзините институции се должни да креираат национална платформа што ќе може да ги задоволи сите наши потреби, да нуди реални можности за заштита на луѓето и на материјалните добра, да ги интензивира сите потребни нормативни измени во различни области, а примарно во делот на заштитата и спасувањето, кризниот менеджмент и слично. На крајот очекувам дека и денешнава трибина, односно размислување и дебати во рамки на неа, ќе дадат свој придонес како во изградбата, така и во имплементацијата на квалитетната национална платформа во полза на општеството и на граѓаните. Дотолку повеќе што многу скоро, сега пред некое време, имавме навистина една катастрофа во еден дел од нашата држава и ги покажа и сите слабости и се она што беше како преднос во делот на справувањето, меѓутоа дефинитивно покажа дека мора да израдиме ефикасен и ефективен систем на заштита и спасување и на тој начин да го заокружиме целиот тој синџир на одбрана и на безбедноста на државата. Благодарам. Не сум од невладиниот сектор, туку од повторно, од владиниот, шеф на секретаријат сум на една регионална организација во која членува Република Северна Македонија. Нејзиното име е Иницијатива за подготвеност и превенција на југоисточна Европа. Ќе ми дозволите на почетокот само неколку воведни збора за организацијата. Значи, истата е формирана 2000 година како дел од Пактот за стабилност, преку идентификување на потребата во тие турбулентни времења кога престанаа војните на Балканот да се разговара за една политична тема како што е превенцијата и подготвеноста за катастрофи. Иницијативата е формирана со напори на нашите стратешки партнери, Соединетите американски држави, Европската унија, Меѓународната федерација на Црвен крст, Швајцарија, и од една организација која е базирана на финансирање од донатори со тек на годините, прерасна во организација која самостојно се финансира со годишна чланарина од државите членки. Значи имаме 10 држави членки, бивша Југославија плюс Албанија, Бугарија, Романија и Турција. Работиме во делот на подготвеноста и превенцијата, значи тие ни се основни пилари на функционирање. Функционираме преку регионални состаноци 2 пати годишно, директорите на цивилните заштити се собираат, разговараат за годишното работење на иницијативата, за буџетот, за тековните и плански активности. Имаме председавач, со неа, со иницијативата секоја година председава една од државите членки, оваа година е Албанија, до година е Босна и Херцеговина, па Бугарија и така натаму. Го имаме и советодавниот борд, каде што повикуваме експерти, меѓународни организации кои имаат свој допринос во делот на намалувањето на ризици од катастрофи во регионот. Тука ни се секако повторно Европската комисија, НАТО, Светска здравствена, UNDP, УНИЦЕФ, швајцарската влада секогаш била присутна како битен донатор во регионот и така натаму. Долго размислував како да ја концепирам презентацијата за оваа трибина, читајќи ја, нели, и драфт верзијата на четвртото ревидирано издание од националната платформа, приметив дека внатре
доста се употребува треба да го направиме ова, треба да го направиме ова, и на памет ми дојде едно скорешно истражување кое е направено од Универзитетот во Лунд, каде што баш истражуваат зошто не се случува оно што треба да се случува. Нели, сите викаме треба да го правиме ова, меѓутоа на крајот резултатите е дека не го правиме тоа. И сега професориве се одлучиле да направат едно истражување, да видат зошто е тоа, зошто ни се случува тоа што ни се случува. Интервјуирани се над 20 меѓународни организации кои имаат нели допринос во темата за намалување на ризици од катастрофи. И на овој слайд од прилика се гледа какви се резултатите од тоа истражување. Борбата за намалување на ризици од катастрофи на локално, национално и регионално ниво е уствари судирот помеѓу принципите и предизвиците што ги има на тој пат. Значи, професориве гледаат едни воспоставени принципи кои што, нели, ние ги викаме дека е тоа дека се здраворазумски. Секој од нас кој што работи на делот на намалување на ризици од катастрофи ги прифаќа како такви, како вистински. Првата е собственост, дека секој процес кој што се води мора да биде со чувство на собственост од актерите кои што учествуваат во него. Маријан ја спомна првата платформа, за жал таа умре бидејќи немаше чувство на собственост кај актерите. Никој од актерите не ја прифати како своја, беше наметнато од страна. Значи, се дава обврски за институции, се дава надлежности, меѓутоа не беше производ на една ваква дебата каде што треба да дојдат до резултат или квалитетните решенија. Партнерства, мора да градиме партнерства, сите знаеме, партнерства со меѓународни институции, партнерства со локална самоуправа, со бизнис сектор, тоа мора да се прави. Контекст се мисли на секогаш нашите стратешки документи треба да бидат прилагодливи на локалниот контекст. Зошто го правиме тоа што го правиме? Зошто едно Моје Свети Николе или една Шипковица би имале корист од националната платформа за намалување на ризици од катастрофи? Мораме да знаеме зошто го правиме. Не го правиме, како што кажа министерот, за да имаме декларативно некаква стратегија или документ, него тој документ, тој потек на владата и на сите нас треба да има ефект на најниското ниво. И доколку тоа го немаме, а тоа ќе го имаме само ако ги прашаме луѓето, ако ги вклучиме уште од самиот старт во процесот. Флексибилност. Професорот кажа двотретинско менување на закони, отварање на устав. Да, меѓутоа контекстот е сменет. Мора да прифатиме па и такви предизвици. Ако се треба да се смени законот за локална самоуправа, да го смениме. Ако треба да се отвори устав, да го отвориме и уставот. Значи системот мора да се развива и да се понатаму да расте, да се тргаат настрана било какви пречки. Системот мора да биде базиран на учење. Тука ги имаме професорите. Значи, не можам да ви кажам колку пати на различни меѓународни форуми сум се чувствувал горд поради постоењето на ИЗИС. ИЗИС е бренд кој го знаат не само на Балканот, него и на регионот. Значи имаме институции кои што можат да направат таков исчекор и кои што треба и понатаму да бидат дел од системот како и што се сега. Но со директорот правевме муабет дека се мачат со нови вработувања. Значи не можеме да градиме систем ако на клучните институции на системот не и дозволуваме да растат пред се со кадар и со подршка што им треба. Системот мора да биде базиран на одговорност. Значи тоа на сите ни е јасно. Одговорност према нас како граѓани, одговорност према вертикалата во која што функционираме како влада, како систем. Мора да биде долгорочен, мора да биде одржлив, значи размислување во рокови надвор од она што значи политички мандат од 4 години. Значи градиме решенија кои што треба да бидат стрпливи за да ги дадат своите резултати. Значи тоа се тие некои принципи на кои што цел свет работи кога
нели ја спроведува темата за намалување на ризици од катастрофи. Сега тие принципи се во судир со одредени предизвици, за тоа збореше Маријан пред мене, значи комплексноста и на денешното живење, меѓутоа и на катастрофите како такви е се поизразета. Комплексноста на веќе значи дека немаме линеарни активности, него се измешани. Самото намалување на ризици од катастрофи не значи само тангирање на безбедносниот сектор, што лично ми смета. Намалувањето на ризици од катастрофи е многу поширока тема. Професорот исто така кажа, ни требат бази на податоци, значи тангира темата на споделување на податоци, едукација, одржливиот развој е пред се тука многу битен. Бизнис заедницата не само ради профитот што го ствара, меѓутоа за домакинствата што се дел од таа бизнис заедница. Значи на нас ни треба бизнис заедница која е флексибилна, која може брзо да се врати назад од како ќе се случат катастрофите и да може повторно да произведува вредности и материјални средства и ресурси од кои зависат овакво граѓаните. Значи тоа е исто таа непредвидливост во смисла зошто да планираме за нешто што нема, може и да не се деси у наредните 100 години. Тоа е нормална психолошка состојба, Изи сигурно тоа и го осеќа на своја сметка, зошто да инвестирам во безбедна градба кога нели се случи 63-та, може никогаш да не се деси, дајте да поминеме вакво поевтино. Динамиката на промени исто така влијае на тие принципи. Значи ние сега збориме за национална платформа, светот размислува за интеграција на климатските промени со намалувањето на ризици од катастрофи. Светската организација за стандарди веќе прави ISO стандард како општините да се подготвуваат за одговор на катастрофи. Значи темава станува многу динамична и е во контрадикција на некој начин со овие принципи кои ги спомнав. И на крајот двосмисленост. Се мисли дали стварно навистина веруваме во тоа што го збориме и што го правиме. Како резултат на овие два сегмента, значи принципите со влијанието на предизвиците што ги носи модерното општество, се појавува она желба за контрола, и тоа го гледате и на оваа дебата. Сега целата дебата ќе се фокусира дали ДЗС и ЦУК кој е главен, кој треба да контролира, кој треба да координира. Намалувањето на ризици од катастрофи е многу посуштинска работа. Значи реков, климатски промени, сиромаштија, урбанизам, значи мора да излеземе од таа рамка дека ова е единствено безбедносна закана. Да, по дефолт на некој начин овие служби се дел од безбедносниот сектор, меѓутоа мора да се прави линкот со она што значи долгорочен развој и оние нели милениумски развојни цели за кои што сите декларативно, ако ништо друго, ги прифаќам. Ова е една слика како ова за што го зборев се рефлектира во регионот. Значи податокот е од канцеларијата на UN за Disaster Risk Reduction и гледате во првиот пилар, значи сите држави во Европа што ги покрива канцеларијата, меѓу кои 10 држави на DPPI имаат национална контакт точка за DRR. Тоа само не покажува дека темата е прифатена како приоритет од сите држави. Сега, дали до крај тоа го правиме како што треба да го правиме или е ова само декларативно, тука има простор за дебат.
Таргетот е на UNDRR, значи на меѓународната стратегија за Disaster Risk Reduction, кажува дека до наредната година треба се зголеми бројот на држави што имаат национална стратегија за намалување на ризици од катастрофи. Во овој момент само 3 држави во регионот имаат, 18 имаат на ниво на Европа. Од тие држави што преотстануваат во рамките на DPPI, значи нашите 10 држави, пола од нив веќе се во процес на носење на таква стратегија. Националната обврската значи градење на национална стратегија за намалување на ризици, меѓутоа градење и зголемување на бројот на стратегии кои што ќе се прават на локално ниво, и тоа е уште една нова проблематика за која што никој не е, многу малку од државите се спремни. Како треба да изгледаат тие локални стратегии за намалување на ризици од катастрофи, пошто да бидеме реални, општините и вака се обременети со многу стратешки документи, се оди во тој правец да има една единствена стратегија за локален развој во кој што ќе се вметнат сите содржини и од култура, и од спорт, и од намалување на ризици од катастрофи, се со цел да се намали збунетоста за која што збореше Маријан претходно. 9 од 10 држави членки на DPPI имаат национална платформа за намалување на ризици од катастрофи. Мислам дека само Романија е таа што го нема. Што ја нема. На глобално ниво само 85 држави од 190 имаат национална платформа. Значи, сега не сакам да го минимизирам значењето, меѓутоа државите сами одлучуваат дали ќе имаат национална платформа или не. Ние бевме као Македонија една од првите кои што направи ваков документ и затоа добивме многу и видливост и политички поени. Работата е дека ваков документ, ваков алат, ваков механизам кој ќе овозможи гласност на фелата, кој ќе овозможи советодавно однесување на институциите спрема владата за да се развива системот е многу потребен и корисен. Тука би го кажал примерот на Хрватска, каде што која прединачи од сите во регионот, нивната национална платформа е баш таква, советодавно тело на владата, се собираат еднаш до 2 пати годишно, се прави, се разговара за одредена тема и се даваат препораки на владата како по таа тема да се действува. Функционирањето на националната платформа во Хрватска на еден начин ги изближи институциите, затоа што работеа на една иста проблематика и го зголеми нивото на доверба помеѓу едни со други, и сега кога е наред имплементацијата на Сендај како наследник на Хјого, таа имплементација оди многу брзо, баш за овие бази на податоци. Сега е целта, Сендај форсира формирање на бази на податоци за да можеме да ги мериме уствари ефектите на катастрофите со цел да ги истите полесно да ги менаџираме. Така да, тоа би бил и на некој начин заклучок од мојата дискусија. Дали на Македонија и треба национална платформа? Секако дека и треба. Дали во ваков вид како документ кој на мене ми изгледа малку повеќе на стратегија отколку на национална платформа, тоа е, мислам дека експертската јавност има право да каже, меѓутоа дека ни треба механизам со кој што ќе разменуваме мислења за да може системот да расте и да се развива, секако да, и во таа насока честитки за напорите на канцеларијата на националниот координатор за се што го прави. Ние како регионална организација во која што членува Македонија, значи имаме, повторно се осеќам како ваш, како наш, имаме можност, значи да црпиме од другите искуства и да го користиме механизмот, односно иницијативата, организацијата која јас ја представувам за остварување на нашите национални цели, така да ве охрабрувам да ја користите повеќе. Благодарам. Благодарам. Тони Петрески, доаѓам од Министерството за одбрана. Сега ќе зборувам за улогата и надлежностите на Министерството за одбрана за намалување на ризици од катастрофи.
Министерството за одбрана представува значајна државна институција во системот за управување со кризи, односно учествува во превенирање, рано предупредување и справување со кризи кои представуваат ризик за добрата, здравието и животот на луѓето и животните, а се настанати од природни непогоди, епидемии и други ризици и опасности кои директно го загрозуваат уставниот поредок на безбедноста на Република Северна Македонија или дел од неа, а за кои не постојат услови за прогласување на војна и ворена состојба. Министерството за одбрана во превенцијата и намалувањето на ризици од несреќи и катастрофи придонесува и учествува согласно позитивните, односно важечките прописи, а своите мерки и активности ги спроведува преку повеќе документи и плански активности и во содейство со другите институции од системот за управување со кризи. Министерството за одбрана надлежностите во делот на намалувањето на ризици од несреќи и катастрофи ги црпи од Законот за одбрана, Законот за управување со кризи и Законот за заштита и спасување. Така да, согласно Законот за одбрана, член 20, став 1, точка 49, Министерството за одбрана и армијата на Република Северна Македонија организираат подготовки за справување со кризи како поддршка на системот за управување со кризи во Република Северна Македонија. Исто така, согласно член 40, армијата може да учествува во отстранување на последиците од водрена и кризна состојба, а наредба за учество на армијата во отстранување на последиците од ворена и кризна состојба донесува претседателот на Републиката. Согласно Законот за управување со кризи, Министерството за одбрана и Генерал-штабот на армијата на Република Северна Македонија учествува со своји представници во сите тела, односно нивоа на системот за управување со кризи, и тоа учествуваат во работата на главниот штаб, групата за процена и во управувачкиот комитет. Согласно член 35 од овој закон, дел од армијата учествува во поддршка на полицијата во услови кога со кризната состојба загрозена безбедноста на Републиката, а органите на државната управа немаат соодветни ресурси и средства за незино превенција и справување. Согласно Законот за заштита и спасување, Министерството за одбрана организира и спроведува мерки за заштита и спасување, додека армијата на Република Северна Македонија учествува во поддршката на институциите при справувањето и спроведувањето на мерките за заштита и спасување. Други значајни прописи и документи поврзани со учеството на Министерството за одбрана во намалување на ризици на несреќи и катастрофи се Националната концепција за безбедност и одбрана на Република Македонија, Стратешкиот одбранен преглед од 2018 година, Стратегијата за одбрана на Република Македонија, стандардни оперативни процедури за комуникација, кореспонденција и соработка помеѓу субјектите од системот за управување со кризи во прогласената кризна состојба. Потоа, интерни стандардни оперативни процедури при Генерал-штабот на армијата на Република Северна Македонија за кризна состојба, упатство за оперативни и други постапки на армијата во поддршка на полицијата во случај на кризна состојба и упатство за начинот на учество на дел од армијата во кризна состојба. Согласно наведените формално правни документи и други прописи и процедури, Министерството за одбрана и армијата на Република Северна Македонија начелно земено во делот на превенцијата учествуваат со своите ресурси при прво превенција на природни катастрофи, поплави, учествува со своји ресурси во прочистување на речните корита, сливови, шумски пожари преку системот за наблюдување и јавување, епидемии, дезинфекција, дезинсекција и дератизација на критични области проекти. Потоа превенција намалување на ризици кои може да бидат предизвикани од човек, а тоа се тероризам, следење на сомнителни групи кои се организираат и влегуваат во Република Македонија преку координација и соработка на безбедносните служби на Република Северна Македонија и партнерските безбедносни служби од регионот, ЕУ и НАТО, со кои Република Северна Македонија има подпишано соработка. Потоа недозволена трговија со дрога, оружје, луѓе и така натаму. Исто така действува и во справувањето при кризни и ворени состојби, значи Министерството за одбрана и армијата на Република Северна Македонија учествуваат со своји ресурси во поддршка на институциите на системот при
како што претходно кажав природни катастрофи, технолошки катастрофи и од човек предизвикани катастрофи. Во досегашното свое искуство во делот на конкретното постапување, соработката со другите субјекти на системот за управување со кризи, при секојдневното комуницирање, состојбата со изграденоста на капацитетите за учество во системот за управување со кризи, човечки материјални, значајно е да се нагласи дека Министерството за одбрана и армијата на Република Северна Македонија располагаат со професионален кадар, значи со искуство, едуциран и обучен, подготвен да одговори на обврските од делот на превенцијата, раното предупредување и справувањето со кризни состојби. Министерството за одбрана и армијата на Република Северна Македонија располагаат со декларирани сили и средства за поддршка на институциите на системот за управување со кризи во случај на кризи. И Министерството за одбрана има воспоставено коректна, секојдневна координација, комуникација и соработка со останатите субјекти на системот за управување со кризи. Но се разбира, важно е во оваа прилика исто така да се каже дека во системите на системот за управување со кризи и системот за заштита и спасување постојат и одредени формални и суштински недостатоци. Преклопување на надлежности, празнини, сложени бюрократски процедури во делот на ангажирање на капацитетите, вклучувајќи ја и армијата, што е подкрепено врз основа на научени лекции при конкретни ангажирања и при направени стручни анализи како на национално ниво, така и од експерти на Европската Унија, што не наведува на заклучокот дека се потребни формални и суштински ревидирања на наведените системи, зашто со сигурно можам да кажам и да потврдам дека владата на Република Северна Македонија презема енергични чекори во поглед на изнаоѓање на есенцијални решенија за градење и одржување на оптимални национални капацитети за редукција, односно намалување на ризиците од катастрофи. Ви благодарам. Благодарам. Почитуван Павле Трајанов, главен координатор за имплементација на националната платформа, почитувани присутни. Мене ми е навистина чест да еве и владата на нашата држава да организира вакви трибини, бидејќи стварно сме на мислене дека само преку размена на идеи на вакви места и преку иницирање на нови иницијативи би можеле да го подобриме системот за заштита и намалување од природни катастрофи. Пред да продолжам со мојата презентација, свесни сме дека природните катастрофи и катастрофите предизвикани од човекот ги надминуваат и границите на една држава и мислам дека час поскоро, ако сватиме дека навистина треба да градиме еден систем, мислам дека со вакви иницијативи и со вакви национални платформи ќе придонесеме да граѓаните во нашата држава живеат побезбедно и нормално да имаме што помали загуби на економски добра. Ја ќе се обидам во една кратка презентација да ги прикажам тековните активности на Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, како и иницијативите кои што сме ги покренале во изминатиот период, а и нови идеи за цврснување на овој систем за накрси. Не би спомнувал повеќе за Скопскиот земјотрес, сте добро знаеме што значи, меѓутоа голем број на загубени животи и голема економска штета, која што во некои рамки се движи до 82% од административната вредност на тогашно Скопје. Институтот своите активности ги базира на 4 главни столба, и тоа истражување, образование, развој и примена. Во својата функција ги остварува низ 6 оддели, катедри, 5 лаборатории, 1 центар за повредливост и истражување и административна служба. Овде беше спомната Сендај фреймворк или рамката на Сендај, и овде би се задржал на неколку аспекти, клучни аспекти од оваа рамка, која што воедно представува и рамка за развој на сите национални платформи на сите држави во светот, а воедно и на нашата национална платформа. Во главном, кога ќе зборуваме за ризик од несреќи и катастрофи, треба да сме свесни дека тоа се 4 клучни сегменти. Тоа е хазардот или опасност, или во нашите случаи
конкретно од мојата област тоа представуваат земјотресите, а тоа може да биде било која природна непогода, може да биде поплави. Ние знаеме пред неколку години Скопската котлина ја задеси страшни поројни врнежи и имавме и значителни поплави, дури и губиток на животи, значи тоа не мора да бидат само земјотреси. Потоа exposure или изложеност, значи вие ако имате хазард, не мора да значи дека веднаш имате ризик. Изложеноста се гледа преку изграденоста, значи тоа се градбите, творбите од човекот, значи згради, мостови, брани и слично. Сите тие се повредливи, значи на дејство на, ние ги викаме овие екстремни влијанија, се повредливи, може да се уват пукнатини, може да се оштетуваат, може дури да дојде и до рушење. И што е особено значајно за целата таа платформа е дека ние треба да градиме капацитет и систем, воедно и мерки за како за превенција, така и за намалување на последиците од вакви елементарни катастрофи. Во тие рамки би ве подсетил дека институтот во изминатите 55-6 години на своето постоење постојано работи на подигнување пред се, би рекол, на свеста на нашите граѓани, бидејќи мислам дека едукацијата и подигнувањето на информираноста на граѓаните е прв предуслов да имаме солиден систем или солидна национална платформа. Секој граѓанин на нашата држава треба да е свесен дека живее во држава која што и во својата историја памети силни земјотреси кои што предизвикувале катастрофи, предизвикувале губиток на човечки животи и поради тоа секој треба да знае како да се однесува, како да делува за време на земјотреси. Ова е мапа, да кажеме, на изложеноста на територијата на Република Северна Македонија на сеизмички дејства. Познато е во јавноста, тоа се неколку области во државата кои што се поизразени, односно појако изложени на дејства на земјотреси, тоа е Скопската котлина, Дебарско-Охридскиот регион, Валандовскиот и Беровско-Пехчевскиот регион. Како го знаеме тоа? Знаеме и од историјата дека тие се региони во кои што се случиле и најсилните земјотреси во историјата на Македонија. Во тој контекст институтот во последните 10 години активно работи на апгрейдирање на сеизмичките мапи, што представува еден прв предуслов за да имаме прописи кои што ќе ги вклучат најновите сознанија од областа на инженерската сеизмологија. Во рамките на напорите на Институтот за стандардизација учествуваме во изградба на националните анекси за проектирање на објекти во Македонија, тоа се дел од европските прописи и сме изготвувачи на најновите сеизмички мапи. Особено овде што би сакал да потенцираме дека ние мораме да градиме еден електронски систем база на податоци на building stock, тоа се за згради, изграденост на територија на Република Македонија. Во тие наши напори ние имавме и состанок со господинот Павле Трајанов и заедно со други институции, пред се со Градежниот факултет, покренавме иницијатива дека мислевме дека предстојниот попис на населението е многу добра шанса да со обучени тимови, кои што ние би ги обучили, би ги тренирале, да ги собереме сите релевантни потребни податоци за градбите на територија на Република Македонија, бидејќи вие за да изградите еден систем во кој што ќе имате брза проценка на евентуални штети или во кој што можете да симулирате разни сценарија, дали се тоа природни, елементарни, па дури терористички напади, вие ќе имате брза слика на тоа што може да очекувате од такви евентуални катастрофи. Меѓутоа, за да го имате тоа, вие мора да имате систематизирана база на податоци на градбите на територијата која е од интерес. И во тие рамки имавме состанок, како што спомнав, со господинот Трајанов, наидовме на разбирање, се обративме и до Државниот завод за статистика, ќе видиме дали е тоа можно да во престојниот попис барем се изработи една пилот програма или студија за да можеме да ги собереме неопходните податоци за објектите како во Скопје, пред сега и во Македонија. Тоа е еден основен предуслов за да може да изградиме платформа на која што можеме да правиме сценарија за различни видови на катастрофи и несреќи. Институтот во своето постоење
посебно внимание посветува на научни истражувања. Како што гледате на овие слайдови, има голем број на слики од експериментални истражувања. Кога го спомнав поимот повредливост, само вака попластично да ви кажам, ако имате две згради, една зграда изградена пред земјотрес од 50-тите години и друга изградена во 80-тите, за исто ниво на земјотрес, двете се различно повредливи. Тоа укажува на фактот дека ние имаме голем број на културно-историски споменици кои што се итекако повредливи и на кои што итекако и во иднина треба да посветуваме внимание за да ги зајакнуваме, за да не дојде во случај на некоја елементарна непогода и тоа што го имаме како национално богатство да го изгубиме. Сега, во тие рамки ние активно учествуваме како институт во сите програми, во сите иницијативи на владата, меѓутоа и покрај тоа покренуваме и сами иницијативи. Само да ве потсетам во поглед на Законот за градење, сите проекти за градби на територија на Република Северна Македонија поминуваат низ институтот, така што ние вршиме контрола на сите градби, дали ги задоволуваат постојните технички прописи. Учествуваме во изработка на просторни планови. Тука би потенцирал дека некако во последните години изработката на овие планови повеќе е поврзана со, не би рекол со профит, меѓутоа, верувајте, тоа е многу темелни анализи се прават кога се прават просторни планови и ние мораме да посветиме уште повеќе внимание за тоа каде и какви градби се градат, за да не дојдеме утре во ситуација да на подрачја што не се можда поволни за изградба на индустријски комплекси, ние градиме индустријски комплекси и потоа за време на катастрофи истите може да бидат и оштетени. Институтот во изминатиот период учествуваше во сите организирани комисии за проценка на штети од елементарни непогоди. Покрај тоа активно учествуваме со меѓународни институции, значи со Светска банка, со Светска здравствена организација, во нивните програми. Во програмите од Европската комисија можем да кажем дека сега моментално имаме активен проект кој што се кој што токму работи на зголемување на отпорноста на виталната инфраструктура изложена на природни и технолошки хазарди. На таа витална инфраструктура мислам на нашите државни патишта, особено на мостовските конструкции, бидејќи покрај тоа што сите може да сме фокусирани на згради и на домови за живење, ова представува крвоток на нашата држава и воколку во случај на било каква елементарна непогода или катастрофа, некои од тие витални системи се оштетени, ние, односно сите институции и агенции на државата нема да можат благовремено да пружат помош. Така да мислам дека во овој проект сме со партнери со ЕУ Центро од Италија и со израелски партнери, а од наша страна, као еден од стратешките партнери, ние јавното предпријатие за државни патишта. Тековни активности, како што реков, Македонија генерално сега ги имплементира, односно е во фаза на имплементирање на европските прописи за градење. Тоа е еден долг процес, активно учествуваме, донесуваме национални анекси и мислам дека со донесувањето на европските прописи, апсолутно дека ќе се подигне нивото на квалитетот како на проектирање, така и на изградба. Тука видов голем број на пријатели со кои што сме во постојани комуникации со работка, пред се би ги истакнал од владините институции, Дирекцијата за заштита и спасување, Центарот за управување со кризи, Комората на овластени инженери, како Институтот за стандардизација. Имаме соработка, меѓутоа мислам дека таа соработка можеме да ја подигнеме на повисоко ниво, токму преку вакви трибини, преку иницијативи кои што ќе значат добробит не само за институциите, него и за сите граѓани. Имам ставено неколку приоритети за воиднина. Ја би кажал дека ова иницијатива со пописот можда малце е задоцнета, пописот можда е во некоја фаза, меѓутоа тоа не значи дека не треба да продолжиме да го градиме тој електронски систем на изграденост или на градежни објекти на територија на Македонија, бидејќи тој е еден од влезните параметри кои што ќе ни треба за изработка на современи платформи во кои што можеме да ги менуваме сценаријата на катастрофи и соодветно на тоа да ги дефинираме и потребните ризици. Сме учествувале во повеќе мисии во странство.
на територија на поранешна Југославија, секако во сите случајни земјотреси, во оценка на штети, би го потенцирал, нели, во септември 2016 Скопската котлина беше погодена од серија на земјотреси, учествувавме во координативното тело на владата, испративме во рокот 20 на дена или месец дена преку 620 комисии по иницијатива на координативното тело за констатирање на штетите и утврдување дали објектите се безбедни. Само да ви кажам дека во рокот 3 до 4 дена беа поминати сите државни објекти, почнувајќи од државни, мислам, и на болници, школи, гимназии, владени институции и слично. Како што спомна и подпредседателот на владата, и тоа покажа дека сме спремни, имаме капацитет, меѓутоа дека и понатаму треба да работиме тој систем да го подобриме, особено мислам на информираност на граѓаните од најмала категорија, значи од основна школа, гимназија, за да бидат свесни како и што треба да прават за време на елементарни непогоди. На крајот уште еднаш да се заблагодарам на поканата. Трибината е многу добро замислена и мислам дека ова само ќе биде почеток за уште поплодна соработка. Од катастрофи, зашто постои посебен проект научен на Факултетот за безбедност, во кој е вклучен и еден од авторите на националната платформа. И не случајно и Факултетот за безбедност е дел од оваа дебата со оглед на тоа што токму на нашата високообразовна институција имаме студиска програма од втор циклус за управување со кризи и предметни програми за управување со кризи и посебна насока на првиот циклус на Факултетот за безбедност, во кој често и луѓето од канцеларијата на националната платформа биле наши гости. Добро е што отпочна процесот на дебата и сите заеднички овде сме седнати на маса да поразговараме и дел од луѓето што овде ги видовме подсетија на периодот 2005 година, бидејќи бев и тогаш учесник на процесот, кога се пишуваше Законот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување, мај 2005, потоа октомври 2005, кога дојде до одвојување и создавање на Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување. Добро е што целиот овој процес, како што го водеше Министерството за внатрешни работи во однос на трансформацијата и реформите на Управата за безбедност и контраразузнавање, е отворен процес на дебата, во кој верувам ќе дојдеме до конкретни решенија за подобро справување со безбедносните проблеми, што треба да ја врати целосната доверба пред се на граѓаните во безбедносните институции. Во изминатиот период, преку хибридните и асиметричните закани, но и природните ризици, се соочивме со нефункционалноста на дел од безбедносниот систем на Република Северна Македонија и можеме да констатираме, за жал, дека современите ризици и катастрофи ги надминуваат сегашните ресурси и способности на дел од безбедносниот систем. Овие закани не ја засегаат само официјалната безбедносна политика, туку и политиките на останатите институции, значи сите сфери на живење, зашто е повикана токму националната платформа да направи сеопфатен приказ и нивна рамка во кој правец треба да се движат. Кој ги споменавме безбедносните политики, вистинско место е да го истакнеме потребата од итна промена на безбедносните стратегии и политики на државата кои се постари од 5 години, вклучително стратегијата за национална безбедност, стратегијата за одбрана, кои треба да се ажурираат, а всушност они се постари повеќе од 5 години и не може реално да одговорат на новите безбедносни ризици и закани. И од тука низ еден транспарентен процес сметам дека е потребна јавна дебата со академската и стручната јавност и токму националната платформа представува солиден документ со кој се проширува безбедносната политика и безбедносната стратегија на државата. Каква е во суштина сегашната состојба на безбедносниот систем? Имаме актуелен безбедносен концепт во кој скоро
сите задачи во однос на безбедноста се поделени на припадниците на полицијата и Министерството за внатрешни работи, заедно со Армијата на Република Македонија, како две институции кои имаат доминација во безбедносниот систем, и од тука треба заеднички да одиме кон градење на нов безбедносен концепт, во кој целта ќе биде превенцијата и сеопфатноста, кон што цели и националната платформа. Кои се во суштина систематизираните грешки и пропусти кои можеме да ги нагласиме во системот за управување со кризи, заштита и спасување кои ги имавме во изминатите повеќе од деценија, почнувајќи од 2005 година. Значи, зборуваме за напласнување на проблеми и без истите да се превземат конкретни активности. За жал, се уште не постои превентивна активност на терен од страна на овој дел на институциите на безбедноста, и тоа продуцира во суштина лоша координација во менаџирањето со кризите, непродуктивни дискусии и непроизведување на единствени одлуки на терен на дел од институциите задолжени за заштита и спасување и управување со кризи. Се уште постои некоординираност помеѓу војската и полицијата, која е особено значаен механизам во прогласување на криза и кризна состојба, кој го возможува Законот за управување со кризи, но недостасува и координација помеѓу службите на терен, особено помеѓу Центарот за управување со кризи и Дирекцијата за заштита и спасување во услови на прогласена криза или кризна состојба. И во суштина преку оваа партиска афилиација се подкопува кохезијата на службите и расипувањето на дел од ресурсите, затоа сметам дека треба да се нагласи. Први луѓе на безбедносните институции, особено од системот за управување со кризи и Дирекцијата за заштита и спасување, нема луѓе од било која политичка партија, доку тие треба да се припаднат на професионалците, односно луѓето од системот, и верувам дека владата заедно со сите ние можеме заеднички да ги најдеме и да придонесеме кон професионализација целокупно на безбедносниот систем. И особено значајна алка е локалната самоуправа, каде што недостасува соодветен одговор на локалните власти во ефикасното превенирање на ризиците и заканите, и потоа се разбира управувањето со кризи, бидејќи и тие имаат суштинска задача. Не треба на крајот да се сведе оврската на ЦУК, ДЗС, МВР и одбрана, тие последни во суштина треба да делуваат. Поради тоа што го кажав претходно, дел од решенијата од системот за безбедност не го положија испитот на ефикасност во услови на закани, кризи, елементарни непогоди и други безбедносни ризици, со кои се соочуваме речиси секоја година. И поради тоа нужно се наметнува потребата, како што е констатирано и во националната платформа, потребата за редефинирање на поставеноста на безбедносниот систем на Република Северна Македонија, бидејќи делот под системот за управување со кризи и заштита и спасување е нефункционален, и затоа треба да се создадат механизми за превенција и ефикасен одговор на ризиците и заканите. Во кои столбови во суштина каде треба акцентот на трансформацијата да се одвива, а тоа е пред се консолидација на ресурсите, зашто едни ресурси има ДЗС, едни ресурси има ЦУК, и кога вие ќе прогласите состојба, прво немате збирно во моментов колку ресурси каде треба да ги упатите, значи консолидацијата на ресурсите е првиот столб, ажурирањето на безбедносната политика на сите документи што постојат во однос на надлежностите на владата и на председателот на државата, што се прави всушност преку ова национална платформа, но многу поотворено сето тоа треба да се прави. Координацијата исто така е една од најслабите алки на овој синџир во делот на безбедносниот систем задолжен за справување со ризици и катастрофи. Четвртиот столб на кој треба да се поработи е делот на професионализацијата и департизацијата на безбедносниот систем, процес кој е започнат во Министерството за внатрешни работи, и сметам треба да таа епидемија ја офатат сите безбедносни институции. Понатаму се оди кон размислување на гласно обединување на Законот за управување со кризи и заштита и спасување преку така наречен Закон за интегрална безбедност, каде ќе се офатат надлежностите на Центарот за управување со кризи и Дирекцијата за заштита и спасување, но и националниот координатор за справување со ризици од катастрофи, бидејќи во моментов
нема законско регулирање на неговата поставеност и надлежности и има право некој од безбедносните институции да се дрзне и да праша кои сте вие во системот, да прашувате и да побарувате информации. А националниот координатор го именува владата. И особено е значајно и тука треба да се охрабри владата во делот на јавното приватно партнерство, кое треба да се пристапи и во безбедносниот систем, особено во безбедноста на критичната инфраструктура и секторот на приватно обезбедување исто составен дел на безбедносниот систем, што го прави во контактите повторно како позитивен пример ќе го нагласа Министерството за внатрешни работи и во ова национална платформа треба да биде нагласено. Имајќи во предвид претходно кажаното, сакам да нагласам дека состојбата во која постојат две меѓусебно зависни, но сосема одвоени тела е неодржлива во безбедносниот систем на Република Македонија. Имаме неприродна институционална подвоеност и се резултира со преклопување на надлежностите меѓу Центарот за управување со кризи и Дирекцијата за заштита и спасување. И затоа е потребно итно редефинирање на системот за управување со кризи и заштита и спасување преку обединување на овие две институции, со кој ќе раководи директор, кој ќе го именува владата, а втората институција, обединетите две институции да потпаднат под внатрешни или да се вратат во Министерството за одбрана, сметам дека е несреќно решение и нема да ги даде соодветните резултати. Зошто ова го велам? Затоа што одделувањето на одлучувањето од ресурсите или стратешкото планирање од логистичките капацитети создава неефикасност на целокупниот безбедносен систем и затоа мораме да ангажираме дел од другите безбедносни институции. Што во суштина ќе придонесе и ќе имаме ефектите од обединувањето на Центарот за управување со кризи и Дирекцијата за заштита и спасување. Ќе придонесеме кон градење на систем на рано предупредување, кој ќе ги дозволи ефектите на превенција, воедно создавање на механизми за брза и ефикасна превенција и справување со и елиминирање на евентуална кризна состојба. Значи, ние на крајот треба да дојдеме и да прогласуваме кризна состојба. Имаме над 500 луѓе во едната, уште толку во другата институција и на крајот работата треба да ни ја заврши или МВР или Армијата на Република Македонија. Од тука нужна е потребата на рационална и ефикасна употреба на ресурси, ажурирање на безбедносните закони и безбедносната политика. Пред мене имам две методологии за проценка на ризици и закани, значи за исти ризици и закани за иста држава. Едната е на Центарот на Дирекцијата за заштита и спасување, а другата е уредба на владата, по однос на тоа како во суштина треба да се прави проценката на ризиците и заканите. Јас професионално треба да изработам една одредена проценка за потребите на една од локалните самоуправи и во суштина тотално бев збунет јас по која методологија треба да се направи официјалната проценка на ризиците и заканите на Република Македонија. Ние како држава нужно е потребно да утврдиме една единствена методологија и воедно ажурирање на безбедносните ризици и закани. Зошто тие ги прави координативното тело, односно во Центарот за управување со кризи, телото кој го раководи министерот за внатрешни работи, тоа го прави председателот на државата преку Армијата на Република Македонија, проценката на ризици и закани ја прави управата за безбедност и контраразузнавање, значи 3 проценки неусогласени во суштина за исти ризици и закани и пред се заради тоа ни е нужно потребно градење на стратегиска култура и враќање на довербата на граѓаните кон институциите. Зашто дел од превенцијата на безбедносните ризици можат самите граѓани со поддршка на локалната самоуправа да ја извршат. Зошто националната платформа се промовираше во 2010 година, овде има некаде околу 400 страници и тогаш се тргна само со идеја да се отвори ново Министерство за управување со кризи и задоволување на персонални решенија за вице-премиер за управување со кризи. А денес треба во суштина јасно да се појасни логата законски на националниот координатор со цел да се обврзат институциите да соработуваат со националниот координатор за справување со ризици и катастрофи и потребни се значи системски законски измени за управување со кризи, заштита и спасување, а потоа да се донесе националниот
платформа. Значи прво законските измени, а потоа да се донесе националната платформа како документ. Зашто овде идеално, одлично, објективно, реално се согледуваат состојбите на нефункционирање на дел од институциите. Зошто ова го велам? Еве предлагам вие од ДЗС, ЦУК, владата да прогласи воредна кризна состојба на дел од територијата на Република Македонија. Веднаш ќе се запали црвеното светло во кое ќе се покаже нефункционалноста на безбедносниот систем задолжен за управување со кризи, заштита и спасување, и тоа црвено светло во суштина треба да не алармира ова започната дебата, да го забрза процесот, да ја следи динамиката на реформите кои ги имаме во МВР и целосно да се затвори процесот. Исто така, националната платформа сметам дека дава можност, и тоа треба да се искористи, иницијатива треба да преземе владата на Република Северна Македонија, за развивање на регионални сили за справување со ризици од катастрофи, добра приказна која може да се развие во рамките и на Европската унија, но пред се во рамките на Северно-Атлантската алијанса. И особено е значајно да ги искористиме НАТО можностите и ЕУ механизмот за справување со ризици и несреќи од катастрофи, и похрабро во националната платформа треба да се влезе со прашањето за безбедноста на критичната инфраструктура, која е сериозно ранлива во земјата, и треба сите институции реално да си ја земат својата надлежност, а не топката од МВР во транспорт, од транспорт во Министерство за одбрана, и на крајот немаме јасно утврдено која е критичната инфраструктура во Република Македонија, а потоа да говориме за низината безбедност. И треба да се прошири лепезата на ризици закани кои се наведуваат во националната платформа, особено делот на хибридните закани, и јасно да се наведат и лажните вести кои се дел од хибридните закани, и таа борба треба да биде внимателна и заедничка, никој не треба да има ексклузивитет, и треба заеднички да се пристапи, затоа што интересот на справувањето со хибридните закани, меѓу кои се лажните вести, е на сите граѓани и политички субјекти. Во националната платформа се прави обид за дефинирање на улогата на армијата на Република Македонија, прашање кое беше во 2005 година многу тешко дискутирано, и тоа беше кочница во однос на Законот за управување со кризи, и овде имаме обид за ново дефинирање на местото и улогата на армијата на Република Северна Македонија. Со оглед на тоа што имаме предлози за уставни измени за активирање и вклучување на армијата во системот за управување со кризи внатре во територијата, но со подобар, побрз механизам од постојниот што го има, и се предлагаат уставни измени, и сметам дека оваа идеја нема да најде на поддршка на меѓуетничките заедници во Република Македонија и политичките партии, и ќе дојде до непотребна дебата во јавноста, со оглед на тоа што се потребни уставни измени и не е потребно повторно отворање на Уставот и улогата на армијата на Република Македонија, да се најдат побрзи механизми за нејзино ангажирање внатре на територијата на Република Македонија. Сегашното решение е добро поставено, има добри контролни механизми кои обезбедуваат гаранција и ја зајакнуваат довербата кај сите граѓани на Република Македонија, независно од етничката припадност. Јас би сакал како позитивен пример да го нагласам и да ја нагласам идејата за формирање на единствен команден систем помеѓу АРМ и МВР, и тоа е добра идеја за меѓусебна координација и особено ќе придонесе кон нивната меѓусебно делување во услови на криза и кризна состојба, и треба да се размисли да не се злоупотребува улогата на армијата, особено во обезбедување на јужната државна граница, бидејќи тоа чини многу финансиски средства и го оптоварува Министерството за одбрана, и треба сметам дека да се разгледа идејата за активирање на резервниот полициски состав во обезбедување на границата, со оглед на тоа што процесот долго трае, разбирливи се тие надлежности кои ги имаат во справувањето со мигрантите, припадниците на армијата, и сето тоа многу скапо ја чини армијата и одбраната. Кога говорам за содржината на националната платформа, сакам да нагласам дека во актерите кои се наведени во националната платформа е заборавено и треба да се вклучи
Црвениот крст на Република Северна Македонија со своите ресурси, буџет, можности и механизми за справување со ризици од катастрофи, бидејќи тоа е единствената институција во државата која во секој момент може да одговори на потребите на граѓаните и државата. Составен дел на системот за справување со ризици од катастрофи треба да биде и обезбедувањето на имоти и лица, значи приватните агенции за обезбедување, бидејќи те обезбедуваат цели големи трговски центри, каде што гравитираат дневно, неделно голема група на граѓани и сметам дека исто така актери на овој систем треба да бидат агенциите, односно Комората за приватно обезбедување. Во однос на главоболката на противпожарната бригада, сметам дека предлогот за обединување во Републичка противпожарна бригада е несоодветен и се прави обид за одземање на законски утврдените надлежности на локалната самоуправа, закон кој се носи со двотретинско мнозинство по Бадентер и отварањето на тој закон за локална самоуправа и повторно редефинирање на дел од надлежностите не е благодарна работа. И сметам дека владата и локалната самоуправа заеднички треба да пристапат кон обновување кадровско на противпожарната бригада на градот Скопје и сите територијални бригади кои се низ Македонија и технички да се обноват, наместо да создаваме едно старешинство и една републичка противпожарна бригада, која и вака со обидот за одредени контроли од страна на Дирекцијата за заштита и спасување во суштина се прави попречување на нивниот развој и пред се едукација, во која сметам треба да се вклучат и другите високообразовни институции. И на крајот ќе финиширам и ќе заклучам со неколку реченици, дека преку националната платформа за намалување на ризици од катастрофи и несреќи се надградуваат безбедносните политики и стратегии на земјата заради постигнување на поголема ефективност и ефикасност на безбедносниот систем во функција на превенција и справување со новите безбедносни ризици. Ќе завршам со цитат кој го има напишано академик Ѓорѓе Ефремов, кој е еден од авторите на првата национална платформа, кој истакнува дека платформата треба да се темели, што сметам дека оваа основа сега што ја имаме за расправа е добра, и се даваат едни поврзани садови и осмислени трансмисии во суштина и треба да биде комплексна во пристапот. Затоа реков одредени актери треба да се додадат со цел да се задржи сеофатноста, но и понатаму да биде единствената интегрирачка алатка што ќе гарантира синергијата на сите чинители што го сочинуваат системот. И воедно треба да се задржи конзистентниот пристап кон превенција, рано предупредување и справување со широкиот спектар на ризици, несреќи, катастрофи, но и хибридни закани со кои се сочува современиот свет и нашата држава.